Македонската фудбалска репрезентација се искачи за 3 позиции на најновата FIFA ранг листа. Сега нашата репрезентација со 395 поени е на 89-то место, со што сега сме во друштво на Доминиканската република, Демократска република Конго, Централната Африканска република кои се пред нас, а веднаш зад нас се Куба и Канада. Нашиот следен прозорник селекцијата на Бугарија, со која ќе одиграме пријателски надпревар на 14 август во Скопје на арената Филип II, се наоѓа на 53-то место, односно имаше пат од една позиција. Од селекциите кои се во нашата група за пласма на светското првенство во Бразил и понатаму најдобро пласирана е Хрватска која е 8, Белгија е на 10-та позиција, Србија 41, Велс 46, а Шкотска 50-та репрезентација во светот. На првите 10 места на FIFA листата немаше промени, па Шпанија е прва пред Германија, Колумбија, Аргентина, Холандија, Италија, Португалија, Хрватска, Бразил и Белгија. Следниот победник во Лигата на шампионите ќе добие 37,4 милиони евра. Тимот кој ќе триумфира во најсилниот европски клупски турнир ќе собери дополнителна сума од распределбата на приходите од телевизиските права. Податоците покажуваат дека нема промена во однос на минатата година и за учество во групната фаза секој клуб има обезбедени 8,6 милиони евра. Секоја победа носи дополнителен 1 милион евра, а реми по 500.000 евра. 75% од приходите од комерцијални и медиумски права во рамките на 530 милиони евра ќе бидат распределени помеѓу клубовите, а останатите ќе бидат насочени кон европскиот фудбал. Сите приходи над оваа сума ќе се поделат во корист на клубовите, 82% за нив и 18% за европскиот фудбал. Вкупните приходи од Лигата на шампионите и Суперкупот на Европа се очекува да бидат 1,34 милиарди евра. Победникот на надпреварот од Суперкупот во Прага ќе добие 3 милиони евра, а поразениот 2,2 милиони. Очекуваните приходи во Лига Европа се 225 милиони евра и во вториот по сила европски турнир нема промена во однос на распределбата на приходите на клубовите. Секој учесник во групите ќе добие 1,3 милиони евра. Минатата сезона најмногу приходи имал Јувентус, иако италијанците стигнаа само до четвртфиналето во Лигата на шампионите. Шахтар Донецк го направи можеби најголемото изненадување на летниот преводен рок, кога на Арсенал и Тотнехем од преднос им го украде бразилскиот нападач Бернард. Сега веќе поранешниот играч на Атлетико Минеиро беше голема желба на двата лондонски клуба, меѓутоа бразилецот на крајот сепак се одлучи за трансфер во Источна Европа. Шахтар на бразилскиот клуб му плати 25 милиони евра кои потпиша 5-годишен договор со Бернард. Тој неодамна со Атлетико го освои јужноамериканското издание на Лигата на шампионите Копа Либертадорес и беше дел од бразилската репрезентација која летово го освои купот на конфедерациите. На АТП Мастерсот од средата 1000 што се игра во Монтреал, Канада, фаворитите немаа свој ден и во третото коло настапот го завршија и Томаш Бердих како и Енди Мареј. Новак Џоковиќ и Рафа Надал беа единствените кои од фаворитите се квалификуваа во четвртфиналето. Шампионот од Вимблдон Енди Мареј загуби со 2:0 во сетови од летонецот Ернест Гулбис со 6-4 и 6:3. Првиот поставен и трикратен шампион во Канада Џоковиќ го загуби првиот сет, пред да го надигра со 2-6, 6-4 и 6-4 Денис Истомин од Казахстан. Надал пак немаше поголеми проблеми со полјакот Јержи Јановиќ и со 2:0 во сетови 7-6 и 6-4 обезбеди четвртфинале. Надежта на домакините Васек Посписил го отстрани петиот носител Томаш Бердих од турнирот, победувајќи го со 2-1 во сетови 7-5, 2-6 и 7:6, додека 11-тиот поставен носител Милош Раунич го совлада поранешниот шампион на US Open, шесто рангираниот на овој ATP Masters Хуан Мартин Дел Потро со 2:0 во сетови 7-5 и 6:4.